Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте и во денешното издание на емисијата Фактор здравје. Зборуваме за несаканите последици по здравјето во текот на летото, кога и температурите се високи. Летото обично сите многу го сакаме и го посакуваме, но треба да бидеме внимателни при изложување на високи температури, посебно ранливите категории на граѓани, оние кои што се постари, децата, трудниците и хронично болните. Во денешното издание зборуваме за тоа како да препознаеме симптоми и како да реагираме на дехидрирање, на топлотен удар, кои се најчестите интервенции на итната медицинска служба на терен, како да се заштитиме и како да го намалиме ризикот од несакани последици по здравјето. На оваа тема утрово разговараме со доктор Анита Димовска, специјалист педијатар, раководител на службата за итна медицинска помош, Здравствен дом Скопје. Добро утро, доктор Анита, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, добре ве најдов и поздрав до вашите гледачи. Дали е зголемен бројот на повици до итната медицинска служба во овој летен период? Впрочем, веројатно состојбата е иста секоја година ова време. Да, како и секоја година, секако нашите телефони постојано одзвонат, значи бројот на повици секогаш е над 200 во едно денонокие, меѓутоа тоа не значи дека бројот на интервенција е таа бројка, значи бројот на интервенција е многу помал, некаде во просек околу 70 за 24 часа, затоа што сепак секој кој што ќе се јави не значи дека треба да му се испрати екипа на итната медицинска помош. Затоа на нашите телефони се доктори, кои што во секое време, ако има потреба, даваат совети на телефон, кои што можат многу да помогнат. Меѓутоа, ако состојбата не е подобрена, не се стабилизира целата таа состојба која што е акутно настаната, сепак праќаме екипа за да се интервенира на лице место. Така, секоја година во овој период се даваат препораките нели до граѓаните како да се однесуваат на топлото време, ама не е на одмет никогаш повторно да повторуваме и да се потсетиме. И многу е важно да бидеме и самите подготвени, да знаеме како да препознаеме нешто, како претходно да се заштитиме или доколку нешто такво се случи, што првично да направиме. Така, последниве 10 дена навистина температурите се многу високи и неминовно е да се придржуваме на оние препораки кои што се од Министерството за здравство и како што кажавте не е на одмет никогаш за да се повторат, за да не би дошло до несакани последици. Секако дека треба да се избегнува излегување на ваква висока температура меѓу 11 и 17 часот, кога сонцето е најако и кога температурите се многу високи. Знаеме дека денови до 40 достигнуваат, така да не секој организам може да го издржи тоа, да го издржи тој топлотен бран кој што во моментов се случува во нашата држава, односно во нашиот град во моментов. Инаку постојано сме сведоци на повици, на интервенции кои што се случуваат многу често. Реков интервенции може да се 70, меѓутоа половина од нив се итни и се на оние јавни места, значи на отворено. И тука еден симптоматичен податок што не се секогаш засигнати возрастните и она ранлива категорија која што споменавте, туку и млади, навидум здрави лица, кои што, да речам, неподготвени ќе излезат од дома, дали тоа ќе биде недоволно хидрирани, недоручкувани и така натаму, и сме сведоци на настанување на една колапсна состојба која што нели иницира наша интервенција или многу пак често се случува и на телефон, таа една краткотрајна состојба на губење на свест, која што за среќа брзо се враќа во нормала и многу пати или нема потреба од наша интервенција или кога има се завршува на лице место без дополнителна потребна хоспитализација. Так, ги давате советите, а луѓето нели ги применуваат. Најчесто се фокусираме нели на хронично болните, постарите лица, децата и трудниците. Меѓутоа генерално сите мораме да внимаваме и да се заштитиме, бидејќи не знаеме кога и во која ситуација може нешто да се случи. Многу е важно една такво лице кое што ќе се најде во таква состојба, на предколапсна и колапсна состојба, како околните минувачи, кажав дека најчесто се случува на јавно место, како околните минувачи да реагираат кога ќе видат едно такво лице. Значи, првите симптоми со кои што се довидува до последователна колапсна состојба е замаглување пред очи, вртоглавица, потење, тахикардија, значи препотување на рацете на цел организам, тоа настанува нагло, акутно, се до затемнување и доаѓање до една колапсна состојба.
Кога ќе видиме едно такво лице, првично што треба да направиме е да го тргнеме на страна, значи да биде на сенка, да се испрска со вода, не да се дава веднаш вода за пиење, затоа што не знаеме дали е лицето свесно или не е. Само да се испрска со вода, да се стави на некоја сенковита површина и на страна да се заврти, и ако видиме дека не се освестува, да се повика службата за итна медицинска помош. Тоа е она првото што треба да го направиме, на некој да му помогнеме за да не дојде до несакани последици. Или ако забележиме како некој се препотува, побледува на улица, така, за да не би дошло до некој дополнителен пат, па дополнителна компликација, сепак треба такво лице да му придеме, да го придржиме, да го седнеме така и да повикаме итна помош. Така. Ќе погледнеме блок реклами, а со сите останати совети продолжуваме веднаш по рекламите. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до самиот крај, повелете, јавете се и поставете прашање. Со доктор Анита Димовска, специјалист педијатар, раководител на службата за итна медицинска помош Здравствен дом Скопје, зборуваме за тоа како да ги намалиме штетните последици од топлото време врз нашето здравје. Ги споменавте колапсите, доктор Анита, веројатно дали најчесто заради тоа се јавуваат или за кои други состојби бараат помош од итната медицинска помош? Јавувајќи се на бројот 194, меѓутоа може и на 112. Да, така? Тоа е број кој што е број во Центарот за управување со кризи, и кога ќе се јават корисниците на тој број, значи дека може слободно да ги префрлат на кај нас, во нашата служба, и да добијат исто така совет или праќање на екипа од страна на докторите. Значи, службата се соочува со голем број на вид на интервенции. Буквално целата медицина е сконцентрирана во службата за итна медицинска помош. Се соочуваме со најразлични симптоми и најразлични интервенции. Од типот на акутни миокардни инфаркти, на мозочни инсулти, мозочни крварења, на акутно попуштање на срцевата функција, односно срцева слабост. И се тоа симптоми кои што нашите доктори добро ги препознаваат, и јас велам дека за да еден доктор биде добар диагностичар, треба малку и да работи во службата за итна медицинска помош, зашто на вистина таму се гледа се и се што и се на некој начин добро овој наш занает се осознава во практична смисла на зборот. Брзо и итно мора да се реагира и да се направи добра проценка. Значи, како се прави проценка на приоритет на повикот заради состојбата за која се јави? Пред се многу е важна соработката на оној кој што пријавува и докторот кој што не е на 194. Секогаш прво се кажува за што се работи, во каква состојба е пациентот, и секогаш прво треба лицето кое пријавува да е на лице место до пациентот. Значи не од далечина, туку да е некој што е на лице место до пациентот. Зошто е тоа така? За да знаеме во каква состојба е, да докторот процени во каква состојба е пациентот, кога тој што пријавува го гледа, и да во моментот, ако треба да се дојде, додека да дојде екипата, да се пружи соодветна прва помош. Многу често граѓаните ги иритира кога нашите доктори ќе прашаат која возраст е пациентот за кој што се пријавува. Тоа е не зашто ние правиме селекција или проценуваме кој колку ќе живее. Тоа е затоа што треба во моментот да процениме и да кажеме дали ќе биде тоа дозирање на некој лек што ќе се даде според возраста, дали е тоа помало дете, дали е, значи, првата причина не е селекција според возраст, туку селекција и да се направи според симптомите кои што ги кажуваат од другата страна на линијата. Кога постои една успешна соработка помеѓу доктор и јавувач, секогаш тоа е за доброто на пациентот. Подолг период работиме со намален број на екипи. До сега правиме, да речам, некоја успешна селекција, но на што на вистина е потребно. Многу голем дел од интервенциите, како што реков, се на итно место, на јавно место, каде што тие најчесто се итни интервенции. Добар дел од нив се и сообраќајните незгоди, да не ги заборавиме, кои што ни се, да речам, секојдневие, со повредени, па и во одредени случаи со жртви, кои што мора да се однесат во болниците, мора да се интервенира брзо за оние кои што се акутно повредени при таква работа, и ние во секој момент од оној мал број на екипи мораме да имаме резервно возило за сообраќајна незгода. Знаеме дека по улиците постојано се тротинетите, велосипедите,
пешаците кои што дали од високите температури, дали и онака кога ги нема нив, сепак се луѓето се случува и расејани, да не внимаваат ливо десно, да не се погледни од страна на пешаците, не само од страна на оние кои што седнуваат на вулан, да не споменувам дека не треба алкохол, дека треба максимална концентрација и така натаму, се подраспира. Така да голем дел од интервенциите ни се и во таа насока. Секако кога би имал успешна соработка и со тој мал број на екипи кои што верувате со макотрпни ангажмани и од наша страна и од страна на вработените, се трудиме да имаме некоја бројка што ќе може да го покрие градот, инаку сме далеку од таа бројка, меѓутоа сепак еве досега успеваме на некој наш начин и зголемен обем на работата, а сепак излегувате секаде онаму, нели, стигнувате каде што е потребно. Треба, да, и затоа не треба да се иритираат пациентите кога ќе бидат малце некогаш и поупорни докторите да прашат и подетални информации, затоа што многу често се случува и во една паника да се јават луѓето па да не испадне ништо, ама со добра анамнеза на оно што се јава, со добро распрашување од страна на нашиот доктор ќе се види дека е тоа некоја беззначителна состојба која што може и по телефон да се реши. Така да најчесто давате совет што да преземат во моментот, значи, по известно време повторно да се јават, така да кажат дали е подобрена. Така, тоа се најчесто хроничните болни кои што имаат вариабилен крвен притисок, кои што на топлото време кога ќе се земе онаа редовна терапија знае да го симне со прекомерното потење и високиот притисок и да дојде до една нели симптоми на зашеметеност, на вртоглавица, на омалаксаност поради низок крвен притисок. И така да со еден совет за земање на внесна течност и солена храна може тоа да се подобри и по телефон. Меѓутоа има и такви состојби кога е и за висок крвен притисок не може да падне притисокот, а знаеме какви се последиците од висок крвен притисок за да не дојде до несакани последици од едноен мозочен инсулт, крварење и така натаму. Сепак тогаш праќаме екипа која што ќе интервенира за таква ситуација. Да, кога се јавуваме на итната медицинска помош, на брзата помош, тогаш сме во голема паника, бидејќи некој близок во наше обкружување не е во добра состојба, веројатно треба и да го смирите дополнително. Апсолутно. И во улога на психолог, нели, лекарот од другата страна на линијата, за да може да ги добие вистинските информации така за состојбата. Многу често се случува и да се даде и неточна адреса, па да се изгуби драгоцено време заради самата неточна локација која што е дадена, затоа една присебност за секој кој што ќе се јави за да му помогнеме на оној кој што е повреден, кој што е во неволја, односно на оној кој што има потреба од нас. Значи, добрата информираност и едукацијата на граѓаните, на населението, во многу би ви ја олеснило работата додека да стигнете до местото или можеби само со совет ќе се заврши така значи без агресивност, без една нападна дискусија на телефон, сепак ќе се постигне со добар разговор. Реков, ние сме тука во случај да на вистина треба да се дојде, никогаш не сме оставиле на случајност да не пратиме екипа. Така, но и добро е ние сите самите да знаеме како да ја пружиме таа некоја основна прва помош, така, пред да дојде итната медицинска помош. Да, тоа е многу важно за да онаа време додека да дојде екипата да се искористи за доброто на оној што е во таква состојба. Така, ги споминавме колапсите. Што е разликата меѓу колапс и топлотен удар? Како можеме да препознаеме, на кои симптоми да внимаваме? Кај колапсот бара брза проценка, меѓутоа топлотниот удар е нешто многу посериозно. Така, топлотниот удар е состојба која што е со потешки последици, да речем, настанува при подолго изложување на таква температура и на сонце, доведува до една максимална дехидрираност на организмот и настанува еден електролитен дисбаланс кој што може да влие и на централниот нервен систем и до коматозна состојба. Затоа треба многу да бидеме внимателни, само јас за кратко да ги потсетам уште еднаш гледачите дека можат да се јават слободно да прашаат, да постават прашање, да добиете совет, препорака, нешто со што се соочувате во моментов, а вие проблем секогаш имаме во рамките на Фактор здравје доктор кој што ви го дава најдобриот совет. Така. Што може да предизвика како последица дополнително? Значи како последица дополнително може да предизвика, знаеме, централниот нервен систем дека еден осетлив орган кај што треба мозокот, кај што треба брзо да се реагира, каде што треба и да се хоспитализира таков пациент со инфузиона терапија, рехидратација, што е можна побрза, ако е тоа изложеност на сонце.
Меѓутоа има многу случаи кога се заспива на плажа или така да се доведува до една дехидратација, до тромбоза, до инфаркти и така натаму, до хиперкоагулабилност на крвта и се доведува организмот во една состојба на дали ќе биде тоа миокарден инфаркт, мозочен инсулт, тоа зависи од самиот организам. Инаку колапсната состојба е далеку полесна состојба, далеку пократка состојба, краткотрајно губење на свест. Кажав дека тоа многу често се случува додека да дојде екипата тоа да се коригира таквата состојба и да нема потреба од хоспитализација, меѓутоа некогаш ете и кога не се подобрува таа состојба, се исто така тој пациент се носи до најблиската болница во градот. Така, за да се заштитиме од топлото време, многу е важно што внесуваме како течност, што внесуваме како храна. Мораме да бидеме внимателни буквално во секој сегмент. Како сме облечени, колку време сме изложени, како сме ја заштитиле кожата, бидејќи дополнително организмот на вакви високи температури трпи стрес. Така. И тој се манифестира низ сите овие многу е симптоми битна што ги споменавте. основната подлога пред да излеземе од дома. Значи, оние хронични болни да си ја земат редовната терапија, едно мерење на крвниот притисок, диабетичарите мерење на нивото на шеќер во крв, сепак и диабетичарите имаат потреба од шеќер, не само без разлика, само тоа треба да е некое оптимално ниво, да не е и ни високо ни ниско, значи една добра регулација на шеќерот во крвта. После давање на инсулинска терапија или таблетарна треба да се прими оној дневен оброк пред да се излезе мислам од дома, затоа што и пат на гликемијата доведува до колапсна состојба. Многу често се наоѓаме во такви ситуации кога кај пациентите наоѓаме и низок шеќер и низок притисок. Инаку, во однос на препораките кога треба да се излезе од дома, секако тоа е една лесна, светла облека, памучна пред се, која што нема да ќе ги одбива сончевите зраци, заштита за главата, заштитна капа, очила или чадорче, без разлика дали е за дожд или за сонце, сепак штити. Заштитни креми со фактор, сепак не се тие само за на плажа, сепак тие се и за излегување на отворено, затоа што го знаеме штетното дејство на УВ зрачењето, кое што може да доведе до разни штетувања на кожата и така натаму, така да тоа и секако при секој излегување шише со вода. Значи рехидратацијата на организмот е водата да се носи кога и да излеземе од дома. Така. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро, убав среќен ден вам и на вашата цела екипа. И добре дојде на вашата гостинка. Едно прашање до нејзе. Вака, ја која ќе одам и застанам, ми се тресе цела снага. Зошто и од како дошло тоа? Унапред ви благодарам и пријатно. А тоа често ви се случува кога излегувате надвор? Во кој период од текот на денот? Да, излегувате? Кога ќе излезам, ќе шетам. Меѓутоа ќе застанам и целата снага ми игра, нозете ми игра, не можам да стојам. Дали се препотувате во тој момент? Да, и тоа многу се препотувам. Значи, тоа е еден знак препотувањето на пат на шеќерот, на ниво на шеќерот во крвта. Тогаш во тој момент не е лошо и да се провери нивото на гликемија. Дали сте диабетичар? Веројатно се исклучи гледачката. Значи, тоа се едно од симптомите на кои што ги напоменав претходно, треба да се обрати внимание. Гледачката кажа дека тоа се случува кога ќе излезе надвор. Многу е важно дали излегува со претходен оброк пред да излезе од дома, затоа што често се случува пат на ниво на шеќерот, а тоа доведува до едно тресење, да речеме, тремор на организмот со препотување. Тоа доведува и до тахикардија последователна. Сето тоа доведе до една панична состојба и тоа е еден затворен круг кога нели може и до вртоглавица и не да може колапсна состојба. Значи треба да се внимава, да се провери нивото на шеќер во крвта пред да се излезе од дома, да се касне нешто благо, макар коцка шеќер да се стави или лажичка мед, за да не дојде до таква ситуација. А и секако матичните лекари се тука нели за секоја консултација за ваквите состојби. Лекари си работат, си ги знаат своите пациенти и во работните денови се достапни.
и во саботите до 19:30, кога потоа настапуваат нашите дежурни служби, така да може да се обратат и да видат ако треба дополнителни испитувања, да ги упатат матичните на дополнителни испитувања. Така, Вилима, ако треба да се излегува посебно за повозрастните и постарите, кои што секогаш сакаат сами да си ги завршат своите обврски, иако нели најблиските им ја нудат помошта, да се излегува рано наутро, ама уште од 7 часот утрово се високи температурите, чувствуваме топло, можеби сонцето не е толку јако во тие моменти, меѓутоа воздухот е тешок. Поготово во градските населби. Препорака да се воздржат барем во овие денови кога се високи температурите да не излегуваат? Препорака, меѓутоа јас велам пак е треба за нешто да се излезе да се купи нели од маркетите, не може да ги затвориме во своите домови да не излегуваат, сепак тоа да биде рано наутро кога ќе отворат маркетите. Е топло, е спарно времето, од утрина имаме високи температури, меѓутоа сепак не се толку високи колку што ќе бидат во подоцнежните попладневни и предпладневни часови. Затоа добро рековте, еден апел да порано си ја завршат таа работа со набавка на намирници, за да потоа во тек на денот немаат потреба од излегување. И пократко да бидат изложени надвор. И што пократко да се бара сенка, ако е тоа можно, така да и побрзо да се вратат во своите домови. Така. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Важно е да ги заштитиме и хронично болните, и постарите лица, луѓето кои што работат на отворено и тие се со дополнителен и зголемен ризик од ваква некоја симптоматологија или проблеми кои можеби би се јавиле, меѓутоа мора да ги штитиме и децата. Да. Што со нив? Како да се грижиме? Значи, децата се она најмилото кое што го имаме и секогаш треба да водиме грижа за нив, како педиатри, како родители и така натаму, како баби, дедовци, така натаму. Тие се една ранлива категорија кои што се осетливи, некои има со послаб имунитет, некои со појак, меѓутоа како и да е, оние деца до 6 години се најосетливи на високи температури во однос на нивната дехидратација. Секогаш треба да внимаваме едно мало дете, да го оставиме многу кратко време на висока температура, дали тоа ќе биде на плажа, дали тоа ќе биде некаде на отворено, да се внимава колку време тоа дете е изложено надвор. Затоа овој период се препорачува и на градинките да не ги изнесуваат децата надвор во тој период, за да може нели да се внатре заштитени од сончевите зраци. Постојано треба да се нудат сотечности, да се рехидрираат, дали тоа ќе бидат сокчиња, дали ќе биде млеко, дали ќе биде вода. Водата е основното нешто. Да. За да не дојде до несакани последици. Период е и на вирусни инфекции, најчесто вирусни, кога децата се подложни на температури покачени, на фебрилност, на дополнително губење на течност. Значи, едно посебно внимание до нив, да не се оставаат затворени во кола ни 2 минути, ни 5 минути, значи секогаш децата со нас. И оние заштитни креми, посебно ПСК фактор, што најмногу треба на нив за собраник, пошто таа бебешка кожа е нежна и треба секако да се заштити со капчена глава, заштита за главчето и така натаму. Така, имаме гледач на линија, да го слушнеме и неговото прашање. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав многу до вас и до вашата докторка. Ви благодариме. Да ви кажам најискрено, многу убаво кажа дека треба сите доктори да го поминат тој дел, да се обучат, затоа што друга е пракса, друго е нели што учеле. Секако јас им верувам многу на брза помош, многу пати ми помогнале. Туку многу ми е криво, докторка, да ви кажам, некогаш ви го одземам времето поради мојот висок притисок, но што ми се случува. А ако постоеше ало докторе, може би моето 2-3 минути раскажување ќе му помогнеше на некој друг и се чувствувам вака некако непријатно. А инаку, ало докторе, да се ова јавно сакав да го кажам, за да се направи нешто за ало докторе, да се врати назад, за да не ве малтретираме се, нели така? Има да не се сите повици насочени кон нивната медицинска. Може некој има притисок 250 и сега со 180 вас ви се јавува може 2 пати ноќта, а некој може со 250 не може да дојде до вас. Така да тоа ми е некој апел, иначе ви благодарам што постоите и што сте така смирени, со вашата смиреност на сите вработени, значи вие многу ни помагате, не сте свесни колку ни помагате.
Така, ви благодариме за јавувањето. Благодарам и многу ми е мило што ќе слушнам вакви зборови и секако токму тоа е во оној контекст кога кажав дека многу значи соработката со пациентот кој што има проблем во тој момент и нашите доктори. Секогаш пациентот кога соработува како што е тоа во овој случај, секогаш има добар ефект. Меѓутоа за жал многу од гледачите се од оние кои што имаат потреба се поразлични од гледачката која што се јави, така да многу често се случува и да бидат и понервозни, нетрпеливи и малку себични, да кажам, за разлика од оваа гледачка која ни се јави, и поздрав до неа, која што секако во право е кога вели дека порано постоеше линијата Ало докторе и оние пациенти за совети се јавуваа постојано, ги растеретуваа линиите на 194, меѓутоа сега бидејќи не постои, ние сме секако постојано на располагање за совети на граѓаните. И никогаш верувам дека како што кажа таа нема да има проблем и за не дај Боже понатаму да има проблем да се даде совет се во интерес на корисниците. Да, некогаш можеби и ќе треба малку да почекаме, ама сепак ќе го добиеме докторот на линија, така и ќе се посоветуваме или ќе го повикаме да дојде. Пати да се јават повторно, после половина час да видиме дали тој притисок е среден со терапијата и како што кажав, ако не се случи да тоа да биде подобрување, тогаш се праќа екипа. Така, во овој летен период дежурни медицински служби каде има за да можат да не лутаат граѓаните кога имаат потреба, посебно за време на викенди или во доцните вечерни часови ако се случи нешто. Во склоп на службата за итна медицинска помош спаѓа и службата за домашно лекување и домашна посета, меѓутоа и дежурните ординации кои што работат во трета смена, недели и празници, односно кога не работат матичните доктори. Тоа се 6 пункта, меѓутоа, всушност 7 пункта, меѓутоа, морам да напоменам, како што кажав, поради недостаток на кадар, принудени сме, не по наша волја, да во летниот период, јули и август, работат 5 пункта. Оние кои што се најстурени и оние кои што може да бидат лесно достапни за сите граѓани. Тоа се пунктови во поликлиниките Драчево, Јане Сандански, Ѓорче Петров, населбата Ченто, населбата Чаир, мислам дека сите ги сите ги на 5 ги ги броев додека ги кажувавте. Да, тие 5 значи ќе работат. Овој период да напоменам дека ноќната служба во Бит Пазари и Шуторизари нема да работи, меѓутоа затоа е тука Чаир поликлиниката, тука е Јане Сандански за да не би губеле време граѓаните да лутаат дополнително и да се создаваат нервози кога на некој му е лошо. Се надевам дека ќе има нови вработувања каде што ќе можеме и да профункционираме, како и сите во летниот период и нашите вработени одат на годишен одмор. Се трудиме колку што можеме и тие 5 пункта да ги обезбедиме за да има тимови, така да се надевам дека ќе имаме успешна соработка со нашите граѓани. Најчесто одат тука граѓани кои што можат да се обратат на лекари, да отидат сами без помош од итната служба со најчесто одат со главоболки, вариабилен крвен притисок кога треба нели да се даде некоја терапија во моментот, меѓутоа има и такви кои што нема правилно да ја проценат својата состојба, па излегува дека било нешто итно, меѓутоа затоа се тука докторите од тие пунктови кога ни се јавуваат за да ако треба да се транспортира некој пациент. Така, се излегува во пресрет на секого, значи да бидеме внимателни, да ги применуваме сите оние препораки кои што ги давате, да се хидрираме доволно, за да не дојдеме до некоја од овие ситуации кои што ги споменавме, но и доколку се случи такво нешто, да знаеме како да изреагираме. Да, токму така. И оној, ќе го напоменам, оној сет што треба секоја мајка, татко да го носи за своето дете кога се оди на одмор. Тоа е првото антипиретик. Секој дете е подложно на покачување на температурата, на фибрилност, дали тоа ќе биде висока или некоја субфибрилна состојба, кај деца препорачуваме антипиретици да се носат задолжително и тоа да биде над на некоја температура над 38,5, значи да не се дава веднаш антипиретик, да оставиме тој организам малку да се избори во почетната состојба. 37,2 не е температура каде што ќе треба да се реагира, за да видиме, најчесто се вирусни состојби, да видиме како тоа дете можеби ќе спушти само од себе температура,
Меѓутоа, ако не е подобрено над 38,5, тогаш се дава антипиретик, секако антихистаминици, да обратиме внимание на оние инсекти, убоди од инсекти, алергиски реакции. Крлежите се уште има луѓе кои што се жалат на каснување убоди од значи посебно крлеж. внимание и кај крлежи, и кај возрастни, кај деца, сами да не се отстрануваат веднаш, значи да се обратите до најблиската хируршка установа каде што медицинско лице ќе го извади тој крлеж, затоа што си бара дополнителен третман и терапија, така да малце да бидеме и пообзирни во тој случај, затоа што и тоа може да доведе до последици понатака, инфекции и несакани ефекти од еден само убод на крлеж. Така, да. Да бидеме внимателни, го сакаме сите летото, ама да уживаме во него, така да се заштитиме од оние несакани последици, посебно ранливите категории на граѓани да бидат посебно внимателни. Да, тоа е нашата цел, да имаме што помалку работа, како во дежурните ординации, така и во службата за итна медицинска помош. Да. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вас за поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден, штитете се од високите температури и уживајте во денот.